Тутунарите денеска во Прилеп по трет пат ќе се сретнат со министерот за земјоделство и откупувачите и ќе се обидат да изнедат решение за нивниот проблем. Обвинуваат дека во моментот се вршел класичен грабеж на нивната мака. Тутунот се ценело 100 до 120 денари за килограм. Поради тоа и денеска го блокираа патот Прилеп Скопје во трајање од 6 часа. За состојбата го обвинуваат и Сојузот на земјоделци, кој според нив не ги заштитувал. Побараа итно повлекување на поверениците од вагите и стопирање на откупот. Во рацеве држам една пресметка каде што пред малку и имавте можност и да ја снимите, каде што се гледа дека буквално цела е во четворка. Човекот нема ни законците што ги потрошил да земе пари, камоли за живот. Цела година работиме, на крај за еден час ќе ти оземи за 100 денари, 110, 120. А ваму лажат дека тутунол одел 160, 150. Лажат, значи. Лажат. Еве имавме пресметка, може би ја снимавте и видевте, дека 15-10 картони се земени, се у четврта класа, како не му е жал. Тутунарите велат дека и да се постигне некаков договор на денешната средба, ќе се бараат писмени гаранции за истиот, за да не бидат повторно излажени. Шо и да вета, ќе одиме да биде писмено. Не само на збор, вака ќе биде, така ќе биде, другата ден да не биде ништо. Министерот пак за земјоделство предпладнево истакна дека не сака пред време да дава оценки како ќе помине средбата, ќе сакал повторно да ги слушне и двете страни. Очекувам денес дека ќе имаме некакво решение за тоа како треба да се одвива целиот процес. Очекувам на позитивни резултати. Јас мислам дека има моментално две вистини, треба да ја најдеме средината на една вистина и мислам дека ќе има поместување на подобро. Доколку не се постигне никаков договор, тутунарите најавуваат блокади на откупните пунктови и протест пред влада во Скопје.